чисто, се под конец и во боја на песок. Ова е првичниот впечаток кој што ќе го добиете ако дојдете прв пат во Баку. И втора работа која што исто така паѓа во очи, тоа е возниот парк на овдешните жители, кој што апсолутно соодветствува на стандардот кој што го има оваа богата со нафта држава на Каспиското море. Динамичниот град станува уште подинамичен со подготовките за првите Европски олимписки игри што ќе се одржат во втората половина на јуни. Се гради на секој агол, фасадите со боја на песок се мијат и се подновуваат, зелените површини изгледаат како излезени од каталог. Концептот на организирање големи меѓународни настани се чини успешен за промоција на она што го нуди оваа уникатна држава по многу нешта. Изгледа како целиот свет да доаѓа во Азербејџан. Амир Меликзаде е собственик на Синџир хотели и туристичка агенција во Баку. Тврди дека последните години овој сектор се развива многу брзо, особено во престолнината. Имаме туристи од високата класа, но имаме и авантуристи и климата го дозволува тоа. Надвор од Баку имаме места за авантуристи како селата, високите планини, карпести предели. Тоа е навистина атракција и привлекува вакови туристи. Високата класа гости доаѓаат на меѓународните настани што се организираат овде, како Евровизија, еве сега Олимписките игри. Државата прави многу за да им помогне на помалите и средните бизниси да работат. Овде каде што се наоѓаме во моментов е хотел што беше изграден многу брзо, благодарејќи на државата и на регулативите. Пресвртница за Азербејџан се чини беше победата на Евровизија во 2011-та и организацијата на изборот една година подоцна. Така и посетителите можеа да дознаат многу повеќе за оваа 9 милионска држава богата со историја. Но не се само овие настани што привлекуваат странски туристи. Ние имаме и други работи во Баку, кој е многу стар град. Овде е стариот дел и Чери Шехер. Привлекува многу луѓе. Во него има античка историја, прекрасни згради. Карвансаерот во кој некогаш престојувале кралеви. Ја имаме кулата девојка која датира пред повеќе од 1000 години и многу други прекрасни работи и објекти. За жал, нашиот обид со камерата на МТВ да ја забележиме убавината на ова историско место остана неуспешен. Ни дозволија снимање само однадвор. Ова е еден од влезовите во стариот дел на Баку. Овие зидини го обкружуваат тој монументален простор кој што го одвојува остатокот од главниот град на Азербејџан. Овој дел на Баку е влезен во листата на УНЕСКО на светско културно наследство во 2000 година. Инаку, според историските податоци, изграден е во 12-тиот век, а според некои податоци, некои објекти датираат дури до 7-тиот век од новата ера. Користиме видео од каналот YouTube. Азербејџан себеси се промовира како земја на огнот, иако маркетиншки некои тоа го поврзуваат со богатите наоѓалишта на нафта и газ. Но култот кон огнот овде има историски корени. И надвор од Баку имаме прекрасни места за посета. Зороастриски светилишта на огнот, изградени пред 300 до 400 години. Ова е место во кое доаѓаат верници на оваа стара религија, поклоненици на огнот од целиот свет. Ние сме сега муслиманска држава, но порано сме имале оваа стара религија која датира од времето на Голем Иран. Ако споредиме тоа што е Баку за овие верници, Мека е за муслиманите. Верниците доаѓаат и ги прават своите обреди. Доминантна религија е исламот. Безмалку 100% од народот во Азербејџан се муслимани, но тоа едвај и да се забележува. Во поширокиот централен дел на Баку нема џамии, ни некои други карактеристични символи. Се добива впечаток дека луѓето не се оптоварени со верата. Така, останува само за статистиката да забележи дека повеќе од 3/4 од верниците се шиити, останатите се сунити. Јазикот овде подсетува многу на турскиот. И буквално овие две нации се многу поврзани. И покрај тоа Азербејџан има визи за сите, па и за државјаните на ним братска Турција. Тоа сепак не го попречува бизнисот. Напротив.
Во Баку посебна стопанска комора функционира 20 години. Ги обединува сите компании од Турција кои инвестирале овде. Откако неодамна се одржа промоција на Македонија како место за вложување, покажуваат интереси за нас. Според она што слушнав, многу градежни работи на патната инфраструктура се одвиваат во моментот во Македонија. Би сакале да дојдеме во Македонија за бизнис во оваа дејност. Сме работеле во Европа и порано. Задоволни сме од денешниот информативен состанок. Македонија нуди многу можности во областа на изградба на автопатите, главно преку концесии. Заинтересирани сме и за проекти во енергетскиот сектор и ќе ги земеме предвид. Бројките со кои оперираат во Азербеџанско-турската стопанска комора се вртоглави. Само компаниите од градежниот сектор за време од 2 децении извеле проекти вредни 15 милиарди американски долари. Градежниот бум е еден од ефектите на економскиот развој на Азербеџан. Се темели на извозот на нафта и газ. Но богатството со енергетски наоѓалишта обичниот човек го почувствувал дури по осамостојувањето, со распадот на Советскиот сојуз. Годинава се прогнозира бруто домашниот производ по глава на жител да достигне безмалку 9300 американски долари. Многумина овде ке речат дека убаво се живее. Државата обезбедува многу привилегии за граѓаните, од станови до бесплатно школување во странство. Нешто слично на повеќето богати арапски држави. Оваа, по уредување демократска земја, е под постојани критики од западните за авторитарното владење на председателот Илхам Алиев. Сепак се чини економските интереси се решавачки. Па кај Алиев е како во чекалница за прием. Неодамна, само во 2 дена во Баку беа двајца европски политичари, францускиот председател и шефот на белгиската дипломатија. Тоа што ретко кој на улица сака отворено да зборува пред камера, тоа што за телевизиско снимање треба дозвола, е проблем за новинарите и за борците за човекови права. За туристите не. Нивниот број од 2010-та до лани речи си е удвоен, искачувајќи се на 2,5 милиони. Годинава веројатно ќе го задржи трендот поради првите европски олимписки игри. Оригинална идеја, која е уште еден во низата аргументи дека таму каде што се парите, нема неостварливи нешта. Затоа е тешко да се предвиди што уште ќе се случи и каква градба ќе никне во градот во кој доминира бојата на песокта.